На 8 кола до крајот во втората лига ќе гледаме повеќе неизвестна битка за местата кои водат кон првата лига, но неизвестно ќе биде и околу битката за опстанок во втората лига. Осогово извлече важен бод од тешкиот меч со фаворитот Македонија Ѓорче Петров, откако во Кочани ремизираше 0:0 во најемотивниот момент за жетварите. Надпреворот започна со минута молк. Фудбалерите излегаа со црни маечки, а на кој имаше слика од двајцата навивачи од навивачката група Сејмини кои животот го загубија во стротниот пожар во дискотеката во Кочани. Надпреворот во 59-та минута запре, фудбалерите застанаа. Публиката стани со громогласен аплауз им се оддаде почит на 59 жртви од трагедијата која го зави Кочани и Македонија во црно. Осогово води битка за опстанок во најтешкиот најемотивниот момент за клубот. Тимот на Крсте Крстев продолжува да собира бодови и за директен опстанок во втората лига. Без голови заврши надпреворот во Прилеп меѓу Победа и Башкими, со што Прилепчино свој многу важен и голем бод во трката за потврда на директниот опстанок. Ареми без голови имаше и во Неготино, на мечот меѓу Вардар Неготино и Детонит Плачковица, каде домаќинот може да жали за испуштените бодови бидејќи не реализира пенал, откако ударот на Давид Спасов од белата точка беше одбранат од голманот на Радовишини Димитар Ѓоргиев. Борец продолжил со порази и веќе е се подалек од опстанокот, откако Велешени загубија на гостувањето во Автокомандо домаќинот Скопје со 2:1, а пак Беласица преку Пересвар Цонетва дојде до победа над Каменица Саса на гостински терен. Брегалница доби најмногото оваа кола, откако го искористи киксот на водечките Македонија Ѓорче Петров и Башкими. Штипини триумфираа над Кожов со 0:2 и се доближија до само 2 бода од водечките екипи. Новаци стави крај на лошата серија резултати и конечно забележа победа, откако со 2:1 дома го доби Охрид. Надпреворот меѓу Вардарски и Арсими не се доигра, откако во првиот дел Арсими преку пресврт имаше 1:2 на полувреме, но вториот дел воопшто не започна, бидејќи теренот во Богданци беше поплавен и целиот под вода, со што немаше услови да продолжи надпреворот. Следниот викенд ќе се одиграат надпреварите од 23-тото коло на втората лига.